Кочани е меѓу најголемите приоритети на владата. Во градот се реализираат инфраструктурни проекти и капитални инвестиции во вредност од 5,5 милиони евра, кои треба да донесат нови булевари, мостови и подобра водоводна инфраструктура. Проектите се дел од стратегијата за модернизација на градот и подобрување на условите за живот, особено по трагедијата што се случи во дискотеката Пулс. Почнуваме со реализација на влезниот булевар, кој што е некаде проценета вредност од околу 2 милиони евра и очекуваме во наредните година и половина да биде завршен. Понатака мост на Кочанска река со вредност од некаде околу 350.000 евра и она што долго време се очекуваше, проект кој што е започнат уште во 2013 година, а тоа е довршување на водоводот со изградба на еден потисен цевковод кој што треба да овозможи чиста вода за пиење за поголем дел од градот, која што е вредност некаде околу 1.100.000 евра. Се реализираат уште 3 проекти со заем од Светска банка преку Министерството за транспорт и врски. Градоначалникот на Кочани најави и проекти со кои значително треба да се промени ликот на градот. Во план е изградба на катна гаража, трговска зона, дом за стари лица, спортска сала, типски куќи за социјално ранливи категории, како и затворен базен. И веќе ни е речиси готов проектот за еден затворен базен во Кочани, кој и текако му е неопходно. Тука говориме за еден сериозен проект, каде би добили еден базен. Во Кочани работиме максимално, се трудиме максимално да допринесеме за нешто што би оставиле траен белег после сето што се случи. При денешната посета на Кочани, премиерот Христијан Мицкоски истакна дека проектирањето на делницата од Кочани до Виница е завршена и таа ќе се гради со сопствени средства, додека паралелно се бара финансирање за продолжението на трасата од Виница до Делчево. Премиерот посочи дека ќе се санира и доводниот цевковод за геотермална вода во Кочани. Општествено одговорна компанија се обврзала да ги замени оштетените цевки и да постави нова термичка изолација на неколку места, без финансиски надоместок.